Шајанка со Радио Милева. Здраво, добродојдовте овој пат во подсегментот на Радио Милева од Шајанка, каде што со моите две Милеви пиеме чај и ги решаваме вашите животни проблеми. Бидејќи ни е нова рубрика, ја импровизираме и за да бидеме во рамки, минатата емисија која што се надевам ја гледавте, зборувавме за љубомора, побаравме од вас да не праќате и приказни, но и да побарате некој совет од нас, бидејќи не побаравте, ние не побарано сами ќе ви дадеме. Добивме повеќе и јас за жал нема да ги прочитам сите, немаме време. Има и други од Шајанки. Ќе има и други од Шајанки, ќе дојдат на ред. Ги подели во два дела, добивме различни одговори. Некои ни пишуваа за искуство кои што имале со љубоморен партнер, а некои беа доволно храбри да споделат што тие направиле во момент, што направиле заради љубомора. Ајде го почнеме овие со искуство од љубомора од партнер. Немој да играш пред други машки на журки. Играњето во некои земји е повик за парење. Тоа е една, да. Ова е само добиено или девојката што ни го испрати кажа дека една од нас знае за овој случај, а тоа сум јас. И да, знам за овој случај. Девојката ми е колешка. Ај малце објасни нешто, каков повик за парење таму? Не дозволуваше нејзиниот дечко кога студиравме заедно да игра на журки, затоа што тоа во некои култури се подразбирало повик за парење и очигледно Во кој? кај птиците. Во културите на птиците? Да. види во некои племенски заедници го има тоа, нели, ритуалните танци за парење, да. Така натаму, ама сега Секако има и оро на свадба, дали орото на свадба е директен повик за парење во... Ако загледаш како си играл орото... Па сега зависи колку се кипицирале додека играле. Ова беше многу кратко, ама имам уште едно, малку Чекаме да го искоментираме ова истото или на друго ќе одиме? Не, во истото... Јас сакам уште за парењето и за играњето. Да, јас ама е многу слично, затоа да ги спојме. Ајде. Ова е подолго. Сега, такви не ги праќале. Имам страшно конзервативен партнер кој е и многу љубоморен. На почетокот немав таква представа за него, ми делуваше како кул човек. Така на почеток на врската, нормално како и секоја од нас што се труди повеќе, така и јас се купив нов веш, се супер чипки, танги, црвени гаки. Не помина долго време, кога тој дојде со поклон за мене, отворам и што да видам, бели памучни гаки, 7 бара. Го погледнав чудно, тоа ми делуваше повеќе како подарок за некој што оди во болница, за не да може нешто да лежи, а не за љубовна партнерка. Ми рече дека црвената била повикувачка боја и дека од сега натаму треба да носам само памучни гаки како доказ за мојата посветеност на врската. Уште сме заедно и да, јеби га носам памучни гаки, ама и свест дека ако сакам да го варам, ми се може и со 3 пара бели памучни гаки на себе. Али, ако појдеш во Шпанија, пази на тоа коридата. Бели си носи жената сега. Носи сега. бели, да. Да, нема да се случи више тоа. Океј, тука има доста работи за коментирање. Ајде со парењето. Да ме збуни. Се е поврзано со парење, сега да бидеме искрени. Па добро, љубомора е во прашање. Значи, црвената боја повикува парење. Боја за парење исто како и танцот. Значи имаме тука Значи немој да играш у црвени гаки. Најлошо. Види, ова со танцот е многу интересно. Ти спомна дека орото не е Па нели орото е такво семејно, сите се редат на оро. Меѓутоа јас се сеќавам еднаш гледав снимка од една свадба и сум играла оро. И сега вака, ама камерата беше фиксна. И сега вака, ние сите чекаме да стигне нашиот ред, демек го гледаме тоа, играме и сега јас се гледам себе си и гледам вака. А тоа сакам да ти кажам, ја не и така. Пошто во кадар дојде другарка ми, Јас што сум моите мали. Ај, па и ти ми са, Добро, немој да сега... се подценуваш. После мене во кадарот дојде една со многу поголеми од моите. Значи тоа беше на сите страни. А првото така малце незгодно ни падна кога се видовме, кога ме видоа мене и сите така малце подзакјутивме. После кога се појави другарка ми,
почнавме да вриштиме од смеење, така што и во орото се случуваат такви кибицирања и тресења и така натаму. Па добро, ама и кога трчаш по автобус се случува, ова пак не е повик за парење. Затоа јас мислам дека кога е прашање на љубомора, прашањето на љубомора и двете се кај жени е начин на контрола на тело и сексуалност. Така, да. Апсолутно. Да. По автобус можеш да трчаш. Абе, види, играњето стварно се смета за тоа, и ако видите, мислам и тоа ми е најсмешно секогаш на такви журки кај што има диџеј. И тоа треба да се нацрташ таму, например, ако сме ние диџејките, тука и треба да му играш и да го гледаш. Мислам и тоа и нив ги пали суштински, тоа мене секогаш ми било многу така, сега баш така на едно ниво тоа ми било така малку анимално. Сега демек ми се свигаш што ќе ти играм, од друга страна играњето е чин на флерт. Не е само чин на флерт. Имам, како што во се може да има флерт, флерт може да има и во... Добро. Ме разбирате? Така, јас Не. сум имала... Не ми се допадна многу. Кога ми се свигаше на една плажа кога имавме 14 години. И јас имав едно ланче и мислев дека вака ќе го заведам. Ако го гризнам ланчето. Сакам да кажам, се што правиме може да носи чин на флерт во себе. Меѓутоа, играњето по себе е ослободувачка активност. Да, Играме сакаш кога да сме ослободување, среќни, телото се движи сакаме кога поинаку. чуеме убава музика, кога имаме радост, некоја за многу работи телото сака да игра. Децата играат од прв момент кога ќе чујат музика, сакаат да фаќаат ритам. Така што оди надвор од тоа. Проблемот на нашите човечки мозоци е што се сакаме да врамиме во флерт, и тоа што е, и тоа што не е. И особено сакаме... Извини, За мојата фаца. не ме падна смешно. Само си помислив, замисли сега ти да не му дозволуваш на дечко ти да игра. Така, знаеш, онака... Со рачења некои. Они се лајкови Знаеш, игре. да, нешто така или вака. Да не му дадеш да игра, да му речеш, не, твоето играње е повик за парење. Значи, не само кај жените е повик за парење. Не може да ти... Види, јас на свадба сум гледала маш фатен со друга жена која не е неговата влетува. Ги паќа, ги... Ама во секој случај, да, Браво, мојот се шо би извини, биле Ана, само си го замислив, ова е совет. Совет, остај го шо? Да се Остај носи го и тоа... црвени гаки. Чекај. Види, Гаките не сме драга моја, стигнали. секои гаки можеш да ги направиш црвени. Има еден ден, една недела во месецот кога сите гаки можеш да ги направиш црвени, слободно направи ги и носи си ги такви. Кој го шиша? Не, ова сега вака. Прво за танцувањето, мислам ако ти кажа дечко таква работа, стварно не треба да бидеш со него. Многу е просто. Еве ние како јас во чајанкава би рекла раскини. Значи ако дечко ти не ти дава да искачаш и да играш, тоа не е човек со кој што треба да бидеш едноставно. Впрочем, Да. ако сета твоја радост и среќа ја гледа само низ сопствената себична призма на тоа како би можел да те изгуби, тој човек не сака ти да бидеш среќна. И Да. толку. Не сака Не сакаш да бидеш со човек што не сакаш да Што не те сака прави да бидеш среќна. Да. Толку. Една врска ќе веројатно ќе доживеете да бидете контролирани. Може да доживеете всади да бидете контролирани. Се десило и мене. Да, дали по тоа како ќе се облекувате, со кого ќе дружите, без разлика дали си машко или женско, со кого ќе комуницираш во приватни пораки, на кого ќе му лајкаш на сториња, дали ќе танцуваш или не, дали ќе играш или не. Во секој случај оно што е важно да се знае дека тоа не се изрази на љубов. Тоа се изрази на контрола и барете се спас од такви луѓе. А за гаките, тоа е исто посебна приказна. Мислам ти, не знам, една тетка ми се од Америка, тоа не е мојата менструација, туку стварно тетка ми од Америка ми донесе. Луѓе ми кажа, ти купив гаки ми, вика. И ја викам, супер, пошто јас стално кога идев таму и имаш таму во некои продавници, некако една корпа и со некои симпатични различни гајкички, не знам сега, има и кај нас, ама поема немам, кога си во друга земја, поинтересно ти е демек на шопинг да идеш. И викам шо гајки ми донела, ал дуја тоа беше еден пакет таков со 7 Бели чедни? Не, уште полоша беа месо боја. Значи, не месо боја до овде. Знаеш? И ја вака ги гледам, викам, фала ти. Викам, многу се удобни, се супер. Ама не се чувствувам убаво во
онака гаки до овде. Не е битно дали некој ќе ме види во нив работата, и јас како се чувствувам исто во собствените алишта, во собствените гаки, така што и тоа, мислам, прво додека ќариш жената, убаво е да има црвени гаки, танги, чипка, после тоа има да ја ставиш у гаки до овде и да си купува само 3 за 100. А всушност и гаките, како и се друго, треба да биде наш избор во тие релации. Ако сакаме да ги носиме чипкани и црвени, ако сакаме да ги носиме памучни до врат, тоа треба да биде наша одлука, што направи повикуваат нас среќни. Па на крај. А и црвената дека е повикувачка боја, тоа ми е хит. Така што следниот пат во црвено да се обличаме. Не кем стварно да ја романтизираме љубомората, затоа што добивме и некои прилично потресителни писма. Ако имаме време, едно ќе го прочитам после. Ама и некои од овие се сурови и некои работи на кои што некои девојки биле подложени се навистина сурови. Сепак можеби ќе го прочитам последното. Колку имаме време уште? Не имаме. Добро, ајде на кратко. Моја братучетка имаше врска со болно љубоморен и насилен партнер. Тетка ми дозна за тоа откако едно лето примети дека по цели ноќи седи на балкон со тетратка и нешто запишува. Еднаш ја украде тетратката и се зачуди што виде запишувано време и опис на кола, пример 20:45 часот жолт Volkswagen. После долго натегање дознаа дека дечко, и за да е сигурен додека тој е излезен, таа е дома и дава домашна задача да ги запишува колите кои поминуваат на уличката на која гледа нејзиниот балкон. Цаката е што тој во текот на ноќта поминува по таа улица, ама за неа непозната кола. Секое утро и се јава да проверува дали таа кола е забележана во списокот. Затоа реков не сакам да ги романтизирам, затоа што ова е психопат. Тотално. Замислете некој што седи на балкон цела ноќ и везе која кола поминала под нејзиниот балкон. Значи вака, Толку има елементи, значи ова има леери. Не е дека кога ми кажа дека ја тера да запишува, тоа си викам, окей, тука завршува приказката, ама леерот дека он е контролорот, он е quality control на целата работа, да се прови, тоа му дава една друга димензија. Значи тоа не е само ја ќе идам ќе си бркам работа, ама сакам она да не мрда, да не врда, да биде дома. Не, јас целосно се внесувам во тоа и мојата работа станува јас таа жена да ја контролирам и немам никаква друга. И она има работа, она има труд исто така. Затворен круг на недоверба и на контрола и буквален кошмар. Значи ова не само што од ова треба да се бега, за ова треба да се предупредува. Ова не е ни љубомор, ова е насилно однесување. Ова е насилно однесување и мислам дека и немаме некоја друга. Ја сакам да кажам друго нешто во врска со ова. За начинот на кој што сега се одвиваат врските поради контролата што може да се воспостави заради нашите телефонски уреди. Значи, ако дечко, сега сакам малце како тетка Милива дам совет, јавувањето на видео, не. Значи, тоа е секогаш знак на контрола. Тој некој да те види точно кај си, шо си, не секогаш. Сега може вие да се договорите да не... какво договарање? Против тоа сум. Тоа е идеја дека ајде јави ми се на видео, да те видам кај си, со кој си, да ја исконтролирам целата твоја околина, тоа само по себе не е добро. И уште кога ќе влезете во врска и ги гледате дека инсистира некој тоа да го прави со вас, а мислите дека ета леле колку он така, знаеш, малце е посесивен, па ја романтизирате таа ситуација, тоа е нешто што за мене би било она што го викаат сега црвено знаменце, значи апсолутно тој момент или локација. Локациите треба да се со другарките да се споделуваат веќе ако чувствувате дека имате некаква опасност. И било некакво следење или јас сакам да знам што, како ти се јавува цело време некој на саат време, тоа е исто така многу... те прашува со кого си, каде одиш, што никако. Тоа се црвени знаменца. И не значи дека не ве сака, тоа е многу често се случува, не ме сака, не ме прашува кај сум, со кој сум, или па сега јас треба да го
Ако тој не ме прашува мене, значи дека што значи тоа, дека ја не треба да го прашам пошто он кој знае шо прави. Па сега вие веќе ако не сте во врска во која што нема доверба помеѓу вас, шо мајка бараш со таков човек? Или страшното е што ако не ми го прават тоа мене, ризикот е дека јас ќе почнам да го правам на другиот, затоа што се научуваме дека таквата динамика мора да постои без разлика од која страна доаѓа. Така што многу често страшното е ако се случи излегувате од врска во која што сте биле контролирана и влегувате во врска во која што вие почнувате да контролирате. За да има таков елемент. Затоа што тоа е нужно, нели? Страшно, значи бегајте од вакви луѓе, никако следење, никако многу внимателно, јас би рекла и на почетокот на секоја врска, тоа влегувањето, воспоставување на такви некои правила на искреност, во смисла да ќе ти кажам во секој момент кај се наоѓам и ти треба да знаеш со кого сум и така натаму, тоа не. Секој си има инсистирање на апсолутна искреност. Апсолутно непотребно. Никако не треба. Правиме некој карузел со одредени црвени знаменца. Може тоа да биде. Едно е, ај сега ти мене да ми кажеш со кого све си била. Да. Не. Тоа не треба, фала ти многу. И исто така многу важна работа како паталец кој што прошол низ таква врска, само да кажам дека првиот инцидент не е инцидент. Тоа да не заборавите. Кога се појавува една ситуација на љубоморен испад, тоа не е случајност. Тоа ќе се повторува и ќе се повторува со се поголема честота, така што кога ќе видите такви знаци, што е можно побрзо дистанцирајте се од таквите врски. Инстант. Најубавата врска е таа во која што има слобода. Океј, за да не завршиме на вака тумурно, многу се ретко кој од беше доволно храбар да признае, да не раскаже приказно што тој или таа направиле во напад на љубомора, еве така да го кажам. Ама добивме една аудио порака што кога морав да ја прекуцам, да ја транскрибирам, сулзи ми тече од смеење. Мислам ви секоја чест за девојката, има и многу симпатичен и смешен глас и таа се смееше додека ни ја праќала пораката и јас се смеев како да бевме заедно. Иде вака. Бев во врска со дечко кој е музичар. Врската таман почна да станува стабилна, поминаа неколку месеци кога дознав не само дека ме вара, туку и девојката со која ме вара и понудил брак, односно ја верил. Вечерта отидов кај другарка бесна. Тој е музичар и во тоа време Facebook беше главна мрежа и беше многу важно за било која јавна личност да има силно присуство на Facebook. Нормално, како и секоја љубоморна жена, му го копав профилот и особено ми изнервира што мочкото има 5000 пријатели, колку што е лимитот и еден куп фоловери. Се спремаше за голема свирка, па Facebook му беше полн со објави и промоција за журката. Сакав да му се одмазнам и знаев дека токму на ова место највеќе ќе го боли. Со сати се трудев да му го хакирам профилот безуспешно, се додека другарка ми не ми рече дај ја да пробам со пасворд. Дечкото се вика Аце, а свири гитара. Другарка ми го зема лаптопот и во полето на лозинка напиша Аце гитара и вуала. Men are such simple creatures. Многу ги преценуваме, ја мислам. Да. Од тој момент мануелно бришев. Од тој момент мануелно еден по еден ги анфрендав сите 5000 пријатели. До раните утренски часови бришев и утрото славниот музичар имаше профил со 0 пријатели на пар недели пред журка. Години подоцна го сретнав и му кажав: бе се сеќаваш еднаш кога ти го хакнаа профилот? Па ја бе. Ова е микроагресија. Ама ова ги надминува границите на базична љубомора за она за што зборуваме. Ова девојка е конкретно неправдана и се случило нешто што во договорот на тоа што треба да биде нивната врска било прекршено, така? Ја преварил и се верил со друга. Тоа не било на љубоморна абстрактно. Пошто тој ја верил, можеби не се ја варал со ова. Како и да е, сакам да кажам, ова е директно онака некој те зезнал, онака гадно те повредил. Да. И тогаш не е она, дали он има можеби некоја, дали му се свиѓа некој, retaliation. Искрено, јас прво мислев како оди приказната, си викам, леле, сега ако му хакнала на Аце гитара во профилот, па влегла да ја пишува на вереницата.
Мене ми беше страв, оти обично има една примитивна нишка. Што диаболично умот до таму. Леле, јас па друго скроз мислев, ни натаму не ми отиде паметот, јас си реков оваа ќе постира нешто за него срамотно. Да му репутацијата Да, му. да. Јас мојот кошмар е дека ставила слика од гумно. Ако не знаете на што реферира Јана, тоа е незиниот настап на Pitch Preach, можете да го најдете на YouTube, се вика првиот пат кога зборуваше за едно гумно. Вистинско, не човек. Да, земала и направила нешто многу покреативно од ова што, еве, сам добро, јас да ставиш гумно е доста креативно. Повеќе време треба, работа, затоа што него Да. оштетила, него посрамила, него не направила Да. ништо, само му ги Да. тргнала пријателите. Тоа е све, нели, со кликови он назад ќе си ги врати утре, Да, ако сака. да. Меѓутоа, Да, точно, не Мислам дека. дека жените одат во микроагресии заради контрола или љубомора од мазда како и да е. Друго е маж нас ќе те донесе до ситуација да ти седиш на балкон и ги запишуваш во страв. Жените се сме морале да бидеме паметни и тие микроагресии се вака смешни и лудачки, ама знаат да им хакираат односно да им влезат во профили, да им отворат мејлови, додека спијате SMS-и да читаат, така што се подобри детективи. Многу подобри детективи се Да. жените, од исто неможноста. И една жена никогаш нема да напише, не знам, Аце гитара. Сигурно пасвордот нема да ја биде толку. Меѓутоа, нам сите ни е познато за такви некои ситуации во кои што жениве, јас знам барем неколку во кои што толку лесно влегле во профилите на нивните дечковци. јас знам два случаи, Да, барем. значи така, тоа е, да. јас си викам, мојот профил нема шанси некој да ми открие кој е пасвордот, меѓутоа вие се аце гитара. Да. Така што не случајно ова влегла во исто другарка моја, тоа го има направено. Добро, во мојот има гомно, ама има и многу други спешал карактер. Она што ми го кажале мене е дека што ги тера жените да почнат да копаат по телефон кога со дечкото си седат. И одеднаш дечкото почнува вака да го чува телефонот на маса. Тоа е повик да влезеш внатре. Иначе чајчево е многу Одлично добро. е чајчето. Јас што тврдев дека не сакам ѓумбрицел го испив, ама нема врска. Тоа беше нашата очајанка. Да. Јас сум задоволна, мислам дека не ги знаевме приказните, ова беше таков еден вид на импров. Јас многу сакам да гледам вакви работи, па затоа Јас сум навлечена на Smosh Reddit Stories, така Да, што јас ова гледам ми е- стави, овој грчкиот комичар го гледам Стави's World, и он ми е многу смешен, така што, ете, си направивме и ние. Да, за да бидеме сигурни во првата епизода на Очајанка, решивме да одиме со тема. Да. Зададовме тема. Од следната па натаму, пишувате ни каков совети да ви треба, а ние ќе ги групираме, ќе наоѓаме начин како да ги испрочитаме сите. Фала ви многу. И ги чекаме со многу радозналост.